Дневник на ТВ Плюс, еве што го одбележа денот. Зголемени се ризиците за загрозување на безбедноста, вели председателот Иванов. Жителите на Светозар Марковиќ ќе добијат нов канал. Пензионерите организираат еко-хепенинг во Пелинце. Вториот миграцијски бран е на поведок ка регионалните кризи и конфликти на Блискиот Исток и Северна Африка ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија, истакна председателот на државата Ѓорѓе Иванов во својот говор од Пелинце. Тој посочи дека Македонија успешно се соочила со заканите од илегалната миграција. Многумина не очекуваа територијално мала држава како Македонија да биде толку отпорна и цврста пред заканите од илегалната миграција. Сепак успешно се соочивме со првиот миграцијски бран. Покажавме дека имаме армија и полиција што можат да ја чуваат границата, истакна председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при посетата на Пелинце по повод националниот празник Илинден. Тој нагласи дека државата проактивно се справува со мигрантската и бегалската криза. Ова е време на длабоки кризи и крвави конфликти, на пропаднати држави и разорани општества. Време на милиони бегалци и мигранти кои се во потрага по среќа. Ова е доба на радикални идеологии кои метастазираат и зафаќаат млади, отфрлени и незадоволни поединци од европските гета. На европскиот хоризонт се надзира нова реалност. Европската Унија ги избриша внатрешните без да ги утврди и заштити надворешните граници. Првиот мигрантски бран ги еродираше европските институции, механизми и политики. Председателот предупреди дека вториот миграцијски бран е на повидок и дека регионалните кризи и конфликти на Блискиот Исток и Северна Африка ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија. Посочи дека речиси секојдневните терористички напади во Европа и светот се новата реалност на кои државата мора да се навикне. Геополитичките игри, економските кризи, големите миграцијски бранови, тековите на геопрофитот, транснационалните ризици и закани од организиран криминал и тероризам се само дел од глобалните процеси што влијаат и врз нас. Но има нешта кои зависат од самите нас. Секоја држава е онолку суверена колку што ја контролира својата територија. Свативме дека ако прво сами себе не си помогнеме, никој друг нема да ни помогне. Иванов нагласи дека во вакви сложени услови повеќе од кога било народот мора да остане сплотен. Зголемен е интензитетот на сообраќајот надвор од градските средини, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата, информира Автомото Сојузот на Македонија. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани. Автомото Сојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Поради зголемената фреквенција на граничните премини, можни се задржувања до 30 минути. Ова информација се однесува само за македонската страна на премините. Целокупната вода која што се слива од улиците покрај гимназијата Гоце Делчев повеќе нема да ја претвора нашата улица во бара, велат задоволно мештаните на Светозар Марковиќ кои наскоро ќе добијат нова канализациона мрежа. Санацијата е дел од ИПА проектот за изградба на нова и реконструкција на стара канализациона мрежа во градот и периферијата. Жителите на улицата Светозар Марковиќ, која се наоѓа во центарот на градот, наскоро ќе добијат нова канализациона мрежа. Тие изминативе години имаат турски канал кој не можеше да собере ниту 1/3 од водата од врнежите, па често нивните домови беа поплавени. Санацијата е дел од ИПА проектот за изградба на нова и реконструкција на стара канализациона мрежа во должина од над 26 километри. Првиот човек на Куманово, Зоран Дамјановски, информираше дека веќе се направени подготвителните работи, но во моментов има мал застој поради недоразбирање помеѓу надзорниот одбор и изведувачот. Изведувачот предлага да бетонските шахти бидат заменени со нов модел на шахти кои се полиетиленски шахти кои имат поголема примена во
во поново време се така и употребуваат и ќе бидат прилагодени за побрза изведба на тој дел. Ние во секој случај сакаме да интензивираме таа работа, бидејќи тука имаме две училишта, едно основно училиште Крсте и Браќа и гимназија Гоце Делчев и градинка Ангел Шајче, така да со почеток на годината би требало да тај дел биде што побрзо завршен, за да не затекнат есенскиот период кога ќе имаме проблем. Жителите на оваа улица се радуваат што нивниот повеќедецениски проблем наскоро ќе стане минато. Вода не удави. Све што е таму од гимназију, од куде иде, све куде нас е вода. Пуни ни се подруми, чим заврне вода е све куде нас. Калдрма нема, еве песа газимо како да смо во неко село. Камење, па турски, све живо. Турска калдрма и нека направи еден пат да се главна. Лани, полани ли беше кога беше тај голем град. Абе до тука сме биле во вода, цело време сме стражувале да сопреме вода и град и ѓубре го носи. Се ѓубре во таму докара. Кога направат, супер ќе биде. Супер, ќе се радишеме. Да. Конечно ќе живеете како во сред центар. Па да, 5 минута до центар сме. Срамота е вода да не го направат. Ја живеам тука 65, 70 години. Овој беше калдрма. Сами си вода уведувамо. Канал нема канал. Една врз друга тие турските керамиди се. И поплава, ако железница ни вратите. Ако ги отворимо вратите кад врне дъжд, нас ќе не носи, ќе не однесе вода. Многу пати сте барале да се направи ова? Многу пати е барано, подпишувавме петиција и од горните, и нашето, и горните сокачења. И редно е више, редно е да се направи. Ја отколку браз до ондека, вола до овде, у двору лезе куде мена навече и куде у жено таму. Се, никој не води ред за ништо, ова е што турска калдрмка. А во мале место има направена уличка. Тие додаваат дека повеќе нема да се грижат за безбедноста, но и здравието на своите деца и внуци. Сдруженијето на пензионери Куманово во вторник во Пелинце организира еко хепенинг на кој ќе присуствуваат здруженија од државата, но и од соседните земји. Хепенингот ќе биде отворен од 10 часот и 30 минути, а на настанот се поканети градоначалниците на Куманово и Старо Нагоричане. Поканивме околу 25 здруженија членови на Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија, 3 здруженија со збратимени градови од Врање, Лесковац и Прокупле, од Република Бугарија, од Софија, Перник, од Косово, Гилане и од нашите, значи скоро 5 автобуси наполниме, преку 25 автобуси, со тоа што освен членовите од нашето здружение од Куманово ќе земат учество и ограноци од Клечовци, Пчиња, Уминдол, Агино село и Липково. Инаку свечениот дел ќе започне во 10:30, ќе се обрати председателот на здружението Спирко Николовски, ќе се обрати представник од Сојуз на здружение на пензионери, доаѓа председател на собрание Бесник Поцеста и секретар на извршен одбори на собрание Станка Трајковска, ќе се обрати градоначалници на Куманово и на Старо Нагоричане. Обезбедивме музика, ние сме организатори да се дружат, да се спријателуваат, да се забавуваат пензионерите. Имаме голем одзив, еве скоро сите 25 здруженија што ги поканивме, скоро сите дадоа позитивна оценка дека ќе присуствуваат. Инаку, освен оваа бројка што ја кажам, над 1500, значи ќе учествуваат, многу си доаѓаат и со своји приватни собствени возила, така да масовноста е голема, задоволни се пензионери, секој ден доаѓаат да се запишат, прашуваат и најверојатно убав ден,
на дружење, на забава, на разонода, тоа ни е и целта. Организираат и секогаш ние сме присутни таму во Македонска каменица во Еленец, Лесново организатор е Сдружение на пензионери од Пробиштип, Ѓорче Петров во Сарај, Демир Капија исто и тие организираат. На сите тие места кај што сме поканети, ние сме присутни. Електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на недвижности ги дава посакуваните резултати, односно значително ја намали гужвата во катастарот. Денес имаме 58% помалку граѓани кои треба да дојдат до нашите шалтери за да поднесат барање, со што значително се намали гужвата во катастарот, истакна првиот човек на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески, презентирајќи ги посакуваните резултати од оваа реформа. Според податоците, преку електронскиот шалтер на Агенцијата, заклучно со јули годинава се доставени над 1.100.000 барања. Во текот на минатиот месец, Агенцијата по електронски пат добила 43.150 од вкупно поднесените 73.837 барања или 58%, додека во истиот период лани електронски биле доставени 38.517 од вкупно поднесените 83.937 барања, односно 46%. Нашите напори се катастарот да прими што е можно повеќе предмети по електронски пат и затоа минатото лето поднесовме иницијатива за промена на 30 закони со цел сите државни институции и приватни субјекти со пренесени јавни овластувања да се поврзат со катастарот и по електронски пат да комуницираат со него. До денес се изменети 23 закони, а преостанатите 7 се во владина процедура, потенцираше Трпески. Електронскиот шалтер што Агенцијата за катастар на недвижности го пушти во употреба во февруари 2014 година го користат 711 професионални корисници, односно сите геодетски фирми, нотарски канцеларии, општини, извршители, банки, проценители, стечајни судии, министерства, агенции и управи. Во село Ваксинце вчера околу 2 часот и 30 минути наутро по претходна вербална расправија 36-годишниот АД од Черкезе со огнено оружје пиштол испукал еден куршум во правец на 31-годишниот АН од Куманово, но не го погодил, туку куршумот завршил во стакло на паркираниот автомобил БМВ со кумановски регистарски таблички, информираше кумановската полиција. Истиот со возило веднаш го напуштил местото на настанот. Полицијата превзема мерки за целосно расчистување на случајот. Времето денеска во Куманово беше сончево и топло со мала до умерена облачност и услови за дожд во попладневните часови. Максималната температура изнесуваше 33 степени, а минималната 21. За утре, како и наредните денови, метеоролозите најавуваат облачно време со дожд. Извесно стабилизирање се очекува во среда. Утре дневната температура ќе достигне до 32 степени, додека утринската ќе се намали до 20 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.